За 3 пати пократок период, бруто домашниот производ пороснал за 120 милиони евра повеќе во однос на 6-годишното владење на СДСМ, изјави премиерот Христијан Мицкоски, изнесувајќи компаративна анализа за економската слика на државата денес во однос на периодот од претходната влада. Додека јавниот долг е зголемен за нешто помалку од 3 пати. За 120 милиони евра повеќе, бруто домашниот производ за овие 2 години е поголем отколку за претходните 6 од претходната влада. При тоа, јавниот долг е зголемен за нешто помалку од 3 пати. За нешто помалку од 3 пати зголемен јавен долг, за 3 пати пократок период имаме зголемен бруто домашен производ. Со други зборови 3:1. Отприлика таков е и односот на рейтинзите на политичките партии, но такви се и резултатите во економијата. Еден од двигателите на економскиот раст е градежништвото, посочи Мицкоски. За 30% бележи растот на издадените одобренија за градба, а за исто толку и вредноста на работите што ќе се реализираат. Градежништвото расте со стапка поголема од 30% по делот на издадени одобренија за градење, но исто така она кое што нас посебно не охрабрува е вредноста на работите кои што ќе се реализираат во градежништвото, која што исто така е над 30%, споредено со истиот период од минатата година. Еден од двигателите на економскиот развој е градежништвото и очекувам да има сериозно позитивен импакт, сериозно позитивно влијание врз растот на бруто домашниот производ на државата. Дали ова е доволно? Не. Дали треба уште да се работи? Да, но имајќи предвид дека до пред 3 години бевме убедливо на дното во регионот, сега сме веќе на прво или второ место кога станува збор за овие параметри. Венко Филипче не гледа резултати од работењето на оваа влада во ниту еден сектор. Според него се пласираат неточни податоци, а состојбата се разубавува. Од ВМРО ДПМН ни соопштение вела дека Филипче добро одморил на јахта, но не одморил и од кажување на лаги. Ако е така како што кажува, дека сме трета, четврта економија во светот, ако добро и успешно се справуваат со инфлацијата, ако добро ги менаџираат финансиите, еве прва мерка, повторно на почетокот на септември, од кога ќе почне со работа собранието, ќе го дадеме законот со кој што минималната плата ќе побараме да биде 600 евра. Не 25-6 илјади како што е сега, туку толку колку што им е потребно на луѓето да ги закрпат основните потреби, основните трошоци, посебно кога почнува школската година и кога трошоците за живот, за функционирање многу растат. Во периодот од јули 2024 до мај 2026 година просечната плата се зголемила за 8.583 денари или просечно за 373 денари месечно, додека пак од 2017 година до 2024, кога власта ја предводеше СДС, таа се зголемила за 18.444 денари или околу 220 денари месечно. Да резимираме, бројките кои СДС ги постигнала за 7 години владење, ВМРО ДПМН ќе ги реализира за 1 мандат. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. Вредноста на синдикалната минимална кошница за август 2026 година изнесува 68.675, а споредена со минималната кошница за јули е зголемена за само 177 денари, информираа денеска од Сојузот на синдикатите на Македонија. За храни и пијалоци месечните трошоци изнесуваат 25.032 денари. За образование 7.192 денари, облека и обувки 6.511, за станарина, вода, електрична енергија и грејење 6.370 денари. Од своја страна, владата синдикалната кошница на ССМ ја смета за нереална и изработена од економски експерти на опозицијата, зашто таа во текот на септември најави владина кошница која ќе биде изработена по друга формула и параметри и која според власта ќе одговара на реалната состојба, трошоци и куповна моќ на работниците. Освен ова, владата најави, а денес премиерот Христијан Мицкоски потврди дека се подготвува и училишна кошница, која ќе биде со параметри за потребите и трошоците на учениците. Дали ќе има годинава ученичка кошничка како помош за семестарот? Да, ќе има и во вторник на владина седница ќе донесеме одлука. Македонија ги брани веќе поставените, но гради и нови дипломатско-стратешки интереси согласно глобалните политички и економски промени.
изјави министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски, при тоа нагласувајќи ги клучните приоритети. Прво е заштитата на македонските национални интереси, второ е користењето на потенцијалот на нашите дипломатски и конзуларни представништва во делот на економската дипломатија, но и стимулирање на трговијата, односно извозната компонента на нашата економија, и третата е заштитата на интересите на нашите граѓани надвор од нејзините граници, независно дали се тоа македонци кои што живеат надвор од нашата држава или се тоа наши граѓани кои што патуваат заради различни причини. Во таа смисла тука зборуваме пред се за конзуларните услуги и потребата од нивна модернизација, подобри услуги за македонците надвор од границите на држава. Во делот на економијата и надворешниот пазар, за Муцунски, без дилеми, приоритетен е пазарот на Европската Унија, но и други земји и пазари. Нема никаква дилема дека клучен наш пазар за економска соработка е секако Европската Унија. Тоа не е најзначаен трговски партнер и земјите членки на Европската Унија, но еднакво значајно гледате во последниот период и импетусот кој што го даваме насочен кон засилена трговска соработка со Соединетите американски држави. Скоро беше тука во посета претседателката на Индија. Индија исто така е еден значаен пазар. Земјите од Арапскиот залив се исто така земји со кои што гледаме интереси, гледаме засилена соработка во следниот период. Така да секако примерна ни е соработката со оние традиционални трговски партнери, но отвараме можности и за нови пазари, и тоа е се дел од приоритетите на нашите дипломатски конзуларни представништва. Амбасадорски совет се одржува денеска и утре во Скопје со учество на шефови на македонските дипломатско-конзуларни представништва во странство. Во фокусот се европската и евроатлантската агенда, безбедноста, економската дипломатија, конзуларни услуги и заштита на националните интереси. Христијан Мицковски е подготвен за средба со бугарскиот премиер Румен Радев, доколку таа не е губење на неговото и времето на Радев. Средбата би се однесувала за деблокирање на ЕУ процесот за влез на Македонија, ако е поврзан со барањето за уставни измени. Јас сум подготвен во било кој момент да седнам и да разговарам, но средба колку да биде само средба, а при тоа да нема никаков ефект, не сум љубител на губење нити на своето, ниту на неговото време. Очекувам дека дипломатските обиди да се изнајде решение претходно ќе ги доближат позициите на двете страни, па ако има можност за такво доближување, тогаш апсолутно сум подготвен. Во однос на заштитата на граѓанските права на бугарите во Македонија, за кои неодамна зборуваше Радев, Мицковски со став. Нашиот устав нуди апсолутно озбилна заштита за сите граѓани во државата, вклучително и за бугарската заедница. И тоа не го зборувам само јас, туку тоа го зборува, да речеме, Советот на Европа, кој што ги третира човековите права и затоа и мониторинг и постмониторинг мисијата ја прекина во земја, што значи дека човековите права на сите заедници, на сите граѓани се гарантирани со нашиот устав. И сега тука доаѓаме до втората тема, а тоа е што правиме со македонската заедница од другата страна на границата, имајќи предвид дека Бугарија има ратифицирано, некоја друга влада, не оваа на господинот Радев, дека ќе ги почитува човековите права, а од друга страна континуирано избегнува да ги регистрира здруженијата на македонската заедница во Бугарија, како што е случајот со Ому Илин Демпирин и покрај тоа што имаме дузина пресуди од страна на Судот за човекови права во Страсбург. Ако опозицијата побара предвремени избори, ќе ги добие, а ние не сме кукавици и нема да седиме на страна, туку ќе одговориме на барањето, изјави премиерот Христијан Мицковски на денешната пресконференција. Граѓаните не сакаат избори, граѓаните сакаат реформи и континуитет на процесите кои што ги води оваа влада. Ние како коалиција имаме добиено легитимитет од граѓаните за да бидеме влада 4 години. Доколку опозицијата смета дека треба да има предвремени избори, власта е подготвена да се соочи со таков предизвик, порача Мицковски. Доколку опозицијата мисли дека се потребни предвремени избори, се разбира, ние како кукавици нема да седиме на страна, туку ќе одговориме на тоа барање позитивно и се разбира дека ќе ги победиме. Од друга страна, на фрлената ракавица опозицијскиот лидер Венко Филипче изјави: Ово прашање ме го кажале ставот повеќе пати до сега и веќе го повторам, веројатно дека ќе бара и премиерот, ќе бара некои негови прокси играчи и така натаму. Ние немамо бидеме аливи за избори. Кажав, избори ќе закаже премиерот кој што има двотретинско мнозинство, апсолутна власт на секој ниво. Претседателката, извршната власт, собранието двотретинско мнозинство во општините, централна, локална власт, може да се направи избори кога сака. Ние немамо бидеме аливи. Избори ќе има кога ќе им снема пари за коруптивни тендери. Тоа не ги интересира. Ништо друго.
Ништо друго. Ние сме секако спремни, се спремаме секојдневно. Ако ме прашувате дали сме спремни, но алиби не даваме. Хрватскиот сабор денеска ја прекина летната пауза и почна дводневна вонредна седница поради аферата со околу 37.000 тони нелегално одложен отпад во Госпич, од кои речиси 33.000 тони се закопани. Седницата ја свика председателот на Саборот Гордан Јандроковиќ на барање на председателот на Хрватска Зоран Милановиќ, откако случајот прерасна од локален еколошки проблем во еден од најжешките политички теми во земјата. Станува збор за отпад откриен во индустрискиот комплекс во Билајска улица 50 на просторот на поранешниот ППК Велебит во Госпич. УСКОК се вмеша во скандалот и истражува повеќе осомничени за дела против животната средина и стопанството извршени, според сомневањата на истражителите, во рамките на злосторничко здружение. Повеќе пожари и натаму се активни во Србија, а најтешка е состојбата во Делибладска пешчара, каде огнот зафати повеќе од 3500 хектари. Од денеска во гаснењето ќе биде вклучен и рускиот противпожарен авион Илјушин, кој може да исфрли до 42 тони вода во еден налет. Пожарот кај Кладово, кој зафати околу 1300 хектари, е локализиран, но пожарникарите остануваат на терен поради опасност од повторно разгорување. Активен е и пожар на падините на Троглав кај Маглич, каде гори шума од црн бор, но засега нема опасност за блиските домаќинства. Во Грција заклучно со вчера претпладне се дијагностицирани вкупно 157 случаи на инфекција со вирусот за поднонилска треска, а регистрирани се и 13 смртни случаи од почетокот на сезоната. Според неделниот извештај на Националната организација за јавно здравје, сите починати лица биле постари од 65 години со просечна возраст од 82 години. Само во текот на изминатата седница се регистрирани 47 нови случаи и 4 починати лица. Од сите заразени 116 лица се со симптоми на централниот нервен систем, како енцефалитис, менингитис или акутна парализа, додека кај 41 случаи се забележени благи симптоми. Во болниците моментално се лекуваат 42 лица, 92 пациенти се веќе отпуштени, а во 10 случаи не било потребно болничко лекување. Топлотниот бран е цврсто укотвен и ќе го чувствуваме и во наредниот период. Уште полошо, можне се и над 40 степени. Утре и во сабота ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност. Дневната температура се очекува да надмине на некои места 40 степени. Дали оваа прогноза важи за целата држава и можни ли се исклучоци? Во недела и следните неколку денови, во попладневните часови ќе има локална нестабилност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа ќе има услови за невреме со силен ветер и појава на град. Температурите ќе опаднат за неколку степени. Може ли да се очекуваат утрински појаси со прифатливи и освежувачки температури? Значи од среда максималната температура на ниво на цела држава е 36 степени, додека во сабота и недела на некои места ќе биде 40, а може и нешто малку над. Која е прогнозата за Берово како повисоко место и Штип како еден од најтоплите градови? Во однос на утринските температури, утре во Берово утринската ќе биде 10 степени, додека во Штип 18. Воедно во Берово е и најниска од тие што ги анализираме. Општините од источниот регион се финансиски најтранспарентни. Најновото истражување на Центарот за економски анализи покажува дека повеќе општини од регионот имаат максимален резултат за достапноста на буџетските документи, а Берово е лидер и во деночната транспарентност. Податоците на Центарот за анализи покажуваат дека локалните самоуправи се повеќе ги отвараат информациите за јавните средства кон граѓаните. Колку општината има пари, како ги планира и зашто ги троши за граѓаните, да можат да го следат ова. Информациите мора да бидат достапни, навремени и разбирливи. Меѓу регионите со најдобри резултати е источниот регион. Особено се издвојуваат повеќе општини од источниот дел на земјава, кои достигнале максимални 16 од 16 поени. Меѓу нив се Делчево, Пехчево, Штип, Пробиштип, Зрновци, Чешиново, Блешево, Македонска Каменица и Карбинци. Велат од Центарот. Овој резултат покажува дека во овие општини клучните буџетски информации се достапни за јавноста. Делчево е меѓу општините со максимален резултат. Со 16 од 16 поени за буџетска транспарентност, општината е во групата која според методологијата на Центарот за економски анализи ги исполнува највисоките критериуми за достапност на клучните буџетски документи.
Идентично висок резултат има и Пехчево со идентично достигнат резултат од 16 поени во индексот на буџетска транспарентност. Максимални резултати има и Штип заедно со Пробиштип, Зрновци, Чешиново, Блешево, Македонска Каменица и Карбинци. Со 92% Берово е на врвот на рангирањето на Центарот за економска анализа. Тоа значи дека општината е меѓу најдобрите примери кога станува збор за информирањето на граѓаните за локалните даноци, нивните обврски и начинот на управување со локалните приходи. За експертите со Источна Македонија покажува дека високата буџетска транспарентност не е резервирана само за големите градови. Туку може да биде добра практика и во помалите локални самоуправи, каде транспарентноста е доволно висока за граѓаните точно да знаат што се случува со нивните и парите на општината. 5 конкретни идеи за развој на Македонска Каменица беа презентирани на втората сесија од проектниот форум, како продолжение на предлозите што граѓаните ги дадоа на првата форумска сесија. На маса се најдоа 5 концепт проекти: музеј на рударството, уредување на патека на Калиманско езеро, екопазар, изградба на училишен кампус и реконструкција на водоводната линија во Стара Каменица и Дулица. Ова е процес во кој граѓаните директно ги предлагаат проектите кои сметаат дека се најзначајни за нивната општина. Од 5 концепти ќе биде избран приоритетниот проект, за чија реализација обезбеден фонд од $30.000. Изјави градоначалничката на Македонска Каменица Сонја Стаменкова. Проектниот фонд изнесува $30.000, при што општина Македонска Каменица обезбедува половина од средствата. Концептите се изработени врз основа на предлозите на граѓаните со фокус на локалниот економски развој, а конечниот избор ќе биде направен преку форумскиот процес. Проектниот форум се реализира во рамки на проектот за јакнување на општинските совети фаза 2, финансиран од владата на Швајцарија и Министерството за локална самоуправа, со кофинансирање и спроведување од UNDP во соработка со национални и локални партнери. Заедно ја пишуваме историјата. Емотото под кое Виница годинава ќе одбележи 82 годишнината од ослободувањето со богата 6-дневна програма со филм, театар, изложби, спорт, детски содржини и музички настапи. Од 26 до 31 август градот ќе биде сцена на 6-дневна програма која носи по нешто за секого, од филм и култура до спорт, музика и добра забава. Стартот е на 26 август со летно кино на отворено. Веќе следниот ден, технички збор, во Виница ќе биде представена воена опрема на армијата, а вечерта повторно филм Под отворено небо, со македонскиот филм До Балчак. На 28 август празнувањето ќе добие свечен карактер. Свежо цвеќе ќе биде положено пред споменикот на паднатите борци во Народно-ослободителната војна во село Блатец. А потоа Виница влегува во празничен ритам. 29 август е ден за култура, улична уметност и рок. Одбележување на празникот Свети Јоаким Осоговски, ликовна работилница Жонглери и Баскер Фест Караван, а вечерта македонска рок вечер со аудиовизуелна изложба и локални рок бендови. 30 август е денот за адреналин. На програмата е Чупино трейл, а вечерта голем музички хепенинг. На сцената фолклорен ансамбл Китка, Димитар и Фидан Харалампиеви, детскиот хор Моцартино, Горан Петков, Хаштаг и Next Time. За атмосферата до доцна во ноќта ќе се погрижат DJ Ерик и DJ Дензел, а ќе бидат прогласени победниците на Чупино трейл. И за крај, 31 август, кога најмладите ќе имаат својата празнична вечер со театарска представа за деца. 82 години Слободна Виница се голем јубилеј и празник кој го славиме сите заедно. Подготвивме програма за сите генерации, од најмладите преку културата и спортот до големиот музички хепенинг. Ги поканувам виничани, но и сите наши гости да бидат дел од прославата и заедно да ја пишуваме историјата. Истакна градоначалникот на Виница Митко Костадиновски. Од општината вела дека целта е празникот да ги обедини граѓаните и да понуди содржини кои ќе ја представат Виница како град со богата историја, култура и традиција. Асфалтирањето на улицата тече според планот, само што планот очигледно не го вклучил автомобилот паркиран на среде траса. Додека сите чекаат асфалт, возачот решил да придонесе со својот градежен проект. Очигледно, автомобилот е приоритетен објект и не смее да се поместува. Нека се прилагоди улицата.
И утре времето сончево и многу топло. Температурите ќе се искачат до 37 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 8 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 36%. Температурите по градовите се следните. Штип и Карбинци со по 37 степени, Пробиштип 35, Чешиново Блешево 36, Кочени исто така 36 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево до 35 степен, во Пехчево 31 степен, а во Берово максимални 30 степени. Според православниот календар, утре е ден посветен на светиот Емилијан Исповедник. Католиците се спомнуваат за Пио Папа X.